вечер, драги гледачи. Вечерва се наоѓаме во студиото на Нов Фасном, каде што со нашиот драг, ценет и почитуван професор доктор Зоран Крстевски, кој што е автор на 13 книги од областа на астрологијата, психологијата, филозофијата и етиката, вечерва ќе позборуваме за теми од областа на астрологијата, поточно за хороскопскиот знак Бик. Добро вечер, професоре. Добро вечер. Дали може да позборуваме за хороскопскиот знак Бик, да ги кажеме неговите позитивни и негативни страни? Позитивни страни може да наведеме дека тој е голем хедонист во животот, успешно гради својата финансиска кариера, меѓутоа на постепено и полека оди кон остварување на своите цели. Исто така тој е упорен, цврст и стабилен, но и некои негативни карактеристики како што го одликуваат понекогаш тврдоглавоста. Исто така има проблеми со делот на грлото и така натаму. Дали може нешто повеќе околу тоа? Па секако дека може. Бикот е интересен зодијачки знак под влијание на планетата Венера, која владее и со вагите, така што на бикот му дава чувство за естетика. Големи уметници, талентирани за градинарство, ја сакаат земјата, земјен зодијачки знак, ориентирани кон материјалното, ги бидува да создадат недвижности, дури на тој план им се препорачува да инвестираат. Зодијачки знак кој што неретко знае да биде и премногу статичен во некои работи. Затоа што гледате овенот и близнаците се по-иницијативни, по-борбени, по-темпераментни. Бикот е по-инертен, по-бавен. И затоа се препорачува секојаш да има некоја цел, нешто што го движи напред. Да не биде, да речеме, застоен, догматичен. Верувам во тоа што го гледам. Го прифаќам тоа кое чувствувам дека ќе ми донесе резултати. Инаку тешко можеме да допреме до бикот, затоа што тој е како вулканот. Знаете, вулканот тлее, еден ден создава ерупција. Така и бикот. Има некои квалитети во себе си кои што му се малку подскриени и он сега треба ги препознае како да ги изнесе на површина. Но може би има и гнев. Може би има незадоволство, може би има некоја фрустрација која потиска и ако некој му испровоцира, знае тоа неочекувано да го изнесе на површината. Затоа и укажувањето е цел, смисла и визија. Опипливи работи, нема ништо фантазија, нема идеализација, туку има конкретизација, конкретно движење кон целта. Во љубовта, во работата, кон финансиите. А всушност тој владее и со овие домени. Значи, еден од зодијачките знаци на кој му е најпотребна љубовта, иако љубовта на сите им е потребна, но бидејќи под влијание на Венера, му е потребна и страста, му е потребен флуидот. Потребна се поврзе со некоја личност. Сега е понекојаш проблемот што е посесивен, знае да биде и љубоморен. Че таа негова посесивност, тоа што е мое, тоа што јас сум го приводил, тоа треба да биде вечно присутно или едноставно да бидам сигурен во нештата. А денеска ништо не е сигурно, а гледате за разлика од еден овен, кој што е борбен, темпераментен, иницијативен, кај кого акцијата преовладува, еден близнак кој што е непостојан, бикот тежне е кон постојаност. Значи кон опипливост, кон сигурност, кон стабилност. И затоа во љубовта не е лесно да се биде со биковите, бидејќи ти имаат високи барања. Од другата страна, оние бикови кои што се духовно воздигнати, тие можат многу да понудат, се посветени на своите партнери, знаат да бидат добри во домаќинството, умеат да заработат пари, умеат да препознаат високи вредности од естетска гледна точка, но проблемот е што понекогаш може да бидат тешки додека ги разбереме или осознаеме. Затоа што бикот, исто како јарецот и девицата, а тие се земјени зодијачки знаци, имаат како и некој ѕид пред себе си. Сега ти треба време за да знаеш како да го пребиваш тој ѕид, да допреш до интимата на бикот. Зашто бикот не се отвара така лесно. Едноставно треба да се потрудиш. А и проблемот е кога он е премногу, што се вели, отворен за другите луѓе, отворен за лица кои можеби не го заслужуваат. Во тој поглед и он затоа поставува некои ѕидови и треба да биде верен на таа своја основа, сигурно, стабилно кон целта. Бавно, упорно до остварување на моите цели. Значи, гледате, не е ова Водолие. Водолие има живот на непредвидливост. Нема линија. Бикот знае да фати една линија, затоа велиме инертен во некои работи, ама и тврдоглав се. Оние негативно определени бикови се многу тешки, премногу тврдоглави се.
и наетливи, не можеш да им докажеш некои работи, и тука е проблемот доколку влезат во љубовен однос со зодиачки знаци кои тежнеа да доминираат. Еве, на пример, лавот, овенот, стрелецот се огнени зодиачки знаци. Тие се понекогаш непријатни за бикот. Зашто бикот исто така сака да ги контролира нештото. Сака да ги води нештото. А лавот е тешко да го водиш. И често има флуид, страст, магнетизам, привлечност меѓу лав и бик, но ретко тоа успева. Зашто на долги патеки ќе се видат нивните различни карактери и ориентации. Зашто лавот сака да биде главен, бикот сака и он да биде на сигурно, и он да ги води нештата и еве ви судир. Со овенот може да се препознаат, може да има флуид, бидејќи овенот е под Марс, а бикот е под Венера, и еве ви еден вид на привлечност. Но тоа не е доволно, треба карактерно, ментално да се усогласат. Плюс, еве близнаци и бикови. Близнаците многу зборуваат, што се вели и кај што треба и кај што не треба. Бикот е одмерен во зборовите. Не е од оние зодиачки знаци кои што се ќе ти кажат. И овде ти судир на карактери. Од другата страна ракот. Бикот и ракот може да си одговараат, солидна комбинација за семејство, за дом, за финансиски нешто, за работна поврзаност. Но проблемот е што понекогаш и ракот е попасивен, два напред, еден назад, а и бикот по природа не е да ги трча работите. И тука има одреден судир. Но во суштина бикот владее со второто поле. Тоа е полето на системот на вредности. Значи, гледате, второ поле материја. Второ поле поврзано со вредност. Вредноста ја наоѓаме во парите, но вредноста треба да ја најдеме и во самите себе си. Вредноста треба да ја најдеме во нештото што ги поседуваме повеќе на духовна основа. Ова е препораката за биковите. Ако они мислат дека вредноста е само во парите, имаат проблем. Што парите и ќе ги имаат, ама дали некои други вредности ќе постигнат. Затоа они треба да се опуштат. Покрај создавањето материјални добра, они мора да додат кон акумулирање на духовни вредности. Ако постигнат духовна хармонизација, ако се пронеат себе си, ако се стабилни со себе си, ако естетски се воздигнат, ти тогаш многу полесно можат и да уживаат во парите или да направат материјален успех. А не ориентација кон материјално, ориентација кон акумулација на капитал, а за поставување на самиот себе си. И тука имаме проблем. Затоа што гледате, овенот вели страста, акцијата, енергијата. Клучно е да има енергија. Близнаци бараат комуникација, бараат движење, бараат промени, бараат интересно да им биде, љубопитни по природа. Лавот сака да биде виден, сака да биде горд на себе си, сака да свети, да зрачи пред другите. Бикот сите овие работи може да ги постигне. Ако се себе осознае, ако се себе хармонизира. Затоа што и во светски рамки имало многу познати личности родени во знакот на бик. Но би рекол многу голема разлика од позитивците од негативците. Еве, кај нив се најголемите разлики. Ако бикот е негативец, е многу тежок. Ограничен, материјалиста, крут, тврдоглав, инертен за некои работи. И ете ти проблем. Кој биле еве бикови во негативна смисла? Во негативна смисла, прв ќе го наведеме нормално Адолф Хитлер. Так. Некој го сметаат за негативец Јосип Броз Тито, некој го смета дека одиграл позитивна улога. Фројд исто така некој го прифаќаат, некој го открила. Добро, не може, Фројд не е во негативци. Да. Еве, најголеми негативци Пол Пот. Пол Пот. Црвените кмери тамо, тој е бил страшен диктатор. Ете Хитлер, невидена работа, роден во знакот на бик. Ленин, и тој не бил едноставен. Болшевичката револуција и конфликтноста што се вели. Пролетаријатот по секоја цена и уништување на неистомисленици. Да. Имал радикални идеи. Иако и бил иницијатор за многу нешта, иако бил револуционер, иако одел напред со гледиштата, ама сепак имал и негативни дела. Потоа Хари Труман, американски претседател, во негово време фрлиле атомска бомба. Да. Хирошима И Нагасаки. Значи гледате каков лик. Да. Бик, а кој што инклинирал кон еден таков вид на злосторство. Значи, во биковите имаме големи уметници, имаме големи композитори, на некој начин писатели, имаме луѓе кои создале добра за општествата, но имаме и деструктивни личности кои биле закана за општествата. Инаку Катерина Велика била родена во знакот на бик, барем така велат, таа била ориентирана кон страстите. Што гледате, кај бикот е клучно поседување. Да. Материјалното
кое треба да се создава. Најголем успех со недвижности. Добри кај што има цвеќиња, кај што преовладува земјата. Добри во кулинарството, едни од најголемите готвачи. Добри во уметноста, во естетиката. Да речеме, рацете исто кај нис даваат голема вештина, допирот, сензуалитетот. Но зодиачки знак кој што исто така има високо ниво на страст. Понекогаш е притаена, не е толку видлива како што е видлива кај лавовите и кај овните, но и бикот има одредена страст. И се оние вистински бикови се изразиле и низ призмата на страста. Се страста не е само ниската страст. И тоа е препраката. Бикот кој што инклинира кон ниската страст, значи се подлаже, неверства, авантури, сплетки, прељуби, тој на крај настрадува. Значи има зодиачки знаци се снаоѓаат. И некојаш бикот си ги преценува своите сили и капацитети и подлегнува, се вели, на тоа, би рекол, нагонска сила. Ниска природа. А тоа е, они се хедонисти, не рече претходно. Да, да. Че инклинираат кон задоволства. Да. Ставајќи ги телесните задоволства пред духовните аспекти, они на крај настрадуваат. Ставајќи ги материјалните аспекти пред едукативно духовните аспекти, настрадуваат. Значи, гледате каде е замката. Можат многу пари да направат, но што ако им робуваат на парите? Многу ги бидува за страстите се привлечни, интересни, атрактивни, но што ако отидат во ниските страсти и настрадуваат? Да. И во поле на медицинската астрологија имаат проблем со јаниците со матката. Имаат проблем со грлото, имаат проблем со тироидната жлезда. Да. Имаат проблеми со хормоните. Подложени се на инфекции. Треба внимаваат на алергии. Имаат проблем со долниот дел од вилицата. Но најбитно е каква е нивната психа. Ако нивната психа обојана страв, немир, компликација во животот, несигурност, темел, немање сигурност со себе си, ете ви го проблемот, кој потоа се зголемува. Инаку од познатите Ал Пачино роден во знакот на бик, гледате човек на страста, на енергијата, Да. Джек Николсон, еден голем актер, добитник на Оскари. Мишел Фајфер, Пирс Бронсон и Ела Фицджералд. Биковите се одлични пејачи. Да. Се смета дека Вагнер, композиторот, е роден во знакот на бик. Брамс, исто така. Сега за Да Винчи нонстоп велат дали е еден знак, дали е друг. Зашто тоа време имало друго сметање. Календари. Јулијанскиот, Григоријанскиот и не се знае точно да земеме. Да, смената е. Да, но во суштина гледате еден Фројд роден во знакот на бик кој ја третирал сексуалност и сметал дека е најважна. Нагонските сили на човекот го определуваат неговиот карактер. Што бикот каде навлегол? Да. Вие што велите Тито, па и Тито бил хедониста. Сакал убав живот. Точно, да. Така е прикажано. Така е. Оној Хитлер не бил хедониста, ама бил агресивец. Требало да биде ориентиран кон уметноста и се обидел како сликар, но на крај не успел. Цела фрустрација ја насочил кон тоа да биде воинствен или да се наметне како татко на нацијата. Да доминира. Да. Така е. Орсон Велс, еден од најголемите режисери. Многу млад успел, граѓанин од Кейн и така натака. Значи, кој што бил супер талентиран. Роден во знакот на бик. Значи, гледате, само да ги одвоиме Джек Николсон, Орсон Велс и Ал Пачино, има што да кажеме. Да. А од убавиците, Меган Фокс, Да. значи, родена во знакот на бик. Шер, таа една Да. пејачка, многу интересна, харизматична, необична. Гал Гадот. Потоа земете дека Меланија Трамп исто така. Пенелопе Круз, и она е родена во знакот на бик, една харизматична актерка, необична, со своји таленти, способности. Барбара Стрейсанд, значи Да. едно од со најврвните гласовни интерпретативни способности. Родена во знакот на бик. Тоше Проески е подзнак бик. Познаваме? Роден во знакот на Водолија со подзнак бик. Значи бикот владе со гласните жици. Многу е битен гласот кај нив. Некојаш е многу рапав или што се вика енергичен, темпераментен. Професорот Кирил Темков, Да. починат наш професор, роден во знакот на бик, карактеристичен. И он си сакаш убав живот, хедонизам, задоволство, беше одличен готвач, Да, да. прекрасен предавач, што Оратор. се вели со силен глас, Да. настапуваше и ред аспекти. Значи, и плюс биковите знаат да бидат корпулентни. Едни од зодиачките знаци кои имаат проблем со телесна тежина. Значи имаат проблем со метаболизмот. Многу е битно како се хранат. Не се препорачува да претеруваат со благото, со сладките, со колачите.
Значи таа може да им создаде одредени проблеми. Инаку еве не знам дали знаеш Рудолф Валентинов, го знаеш ли кој е? Па не го знам. Тој ти бил, да не речам, идол на Холивуд, идол на најголем број на жени во тоа време. Да. Значи тоа било невидено каква била една хистерија за Рудолф Валентино, кој ќе се појавил тие филмови што глумел. Бил еден вид на секс символ. Значи роден во знакот на бик. Значи гледате биковите колку имаат некоја харизма, необичност. Значи бикот кој ќе помине ти мора да го забележиш. Посебно се забележуваат со скорпиите. Да. Тоа е една голема магнетична љубов, полна со страст, која не може да биде игнорирана. А бик и скорпија се сретнат, знаете дека има нешто меѓу нив. Па дури и кога се подзнаци, или бик или скорпија, або родени во некој друг знак. Да. Значи, таа е една од најсилните еротски комбинации. Но пак ќе кажам, ако бикот остане само на ниво на страстите, ако остане на ниво на материјалното, ништо не прави. Тој мора да се подигне себе си. И он понекогаш се подлажува, тоа се вика тој анимален пристап кон животот. Се подлажува и го подлажуваат некои луѓе, мислат биковите нешто да компензираат. Некои слабости, некои фрустрации, некои настани од детството, нешто што сметаат дека им недостига. И бегаат од таа сигурност темел суштина. Значи, гледате, може да биде темел суштина семејство. Во едно семејство, во еден брак, во едни односи, има разни ситуации. Не е секојаш идеално. Бикот е реалистичен и конкретен. И он, ако свати дека треба да граде некој темел, некоја сигурност, и дека треба да најде нешто добро во одреден однос, тој може и да напредува. Затоа што се тече се семенува. Денеска е лошо, утре ќе стане подобро. Денеска нешто не е идеално, ама нешто ќе се подсреди, подсработи, ќе биде подобро. Значи, гледате, играме на темелот. Ако бикот земе да бесне и да стане авантурист, или доди во непознато, или доди во ризик, или доди во хазард, во секаква смисла, или доди во ниски страсти, или доди во прелюби, тој на крај настрадува. Да. Да не кажам кои зодиачки знаци се по-адаптибилни на таквите работи, поснаодливи. Како што се вели риба во вода, знаат да пливаат. Бикот не му е дадено така лесно да се ориентира кон лошите патеки, но ако се ориентира кон лошите патеки, многу тешко се враќа на вистинските патеки. Иако пак е релативно, зависи од духовната сила. Но ако на еден зодиачки знак му препорачуваме да игра на систем на вредности, да игра на стабилност, да игра на морал, да игра на духовна подигнатост, тоа е бикот. Затоа и оваа книга ми ја препорачувам на биковите. Точно. Будење на позитивната енергија. Чи книга која помага и дава поттик како ние да разбудиме нашата позитивна енергија. Како ние да допреме до себе си, да не се изгубиме себе си. Што гледате, бикот, земјата, тлото, цврстината. И на воздушните зодиачки знаци не можеш многу да им кажеш ај биди мирен, ај биди стабилен, ајде добро, ајде приспособи се. Па, животот е таков, не може сек што ти доаѓа на памет. Тие се воздух. Тие се ветропирести. Тие се интересни, тие се забавни, тие се комуникативни. Тие се авантуристички ориентирани. Кои се тие? Близнаци, Вага и Водолија. Едноставно, таков им е животот, исполнен со подеми и падови. Земените зодиачки знаци, бикот, девицата и јарецот, мора да имаат сигурност, стабилност, темел, суштина. Што материјално, што професионално. Затоа и се вели, биковите може да бидат многу силни онamo каде што превладуваат сигурните професионални дејности. Да речеме економијата, банкарството, еден од најголемите банкари се биковите. Чи сигурност на инвестиција. Да. Потоа ете рековме дека може да ги бидува во било кој домен уметност. И на Wall Street е статуата на бикот. Така. Поставена. Па тоа е ерата на бикот. Фактички ерата на бикот била најмокна во времето на египетската цивилизација. Во тоа време и се славел Апис, светото животно. Кравата се славела во хиндуизмот. Знаеме, златното теле било она што го славеле апропо 10 Божји заповеди кои ги донел Мојсија. Да. А овие били ориентирани кон златното теле. Златното теле е култот на материјалното, култот на поседувањето, култот на капиталот. И затоа велиме, ако бикот е строго ориентиран кон поседување материјални добра, луѓе, настани и ситуации, имаме проблем. Ако бикот ја отвори својата визија и свати дека има во себе си едни други естетски квалитети, кои треба да прошируваат димензијата на размислување, тогаш што е вистинскиот. Затоа знаење, едукација, образование, естетика, уметност, префинетост, култивираност, убав физички изглед.
убав однос кон себе си. Иако еве како што кажав, ако се запостава себе си и во призма на храната претеруваат со колачи сладки, ако се хранат со висококалорична исхрана, ќе имаат проблеми и со артериите. И неретко тоа им се случува. Ќе имаат проблеми со дијабетесот потенцијално. Да. Може да им се јави потешкоти со шеќерот. Значи мора да имаат уравнотежен начин на живење. Зашто гледате, они се вулканот. Вулканот има се и се што. Од вулканот може да произлезат скапоценности, но може да произлезе некоја лава која уништува се пред себе си. И затоа бикот е опасен со гневот. Затоа што еве на пример ракот може да има тагата. Тагата заради семејство, губиток, блиски. Рибата исто така може да падне во некоја емоционална сентименталност, да се преоптоварува, се чувствува како жртва. Скорпијата може да има емоционален отров, неразрешен. Но кај бикот може да има гнев. Тој гнев е најчесто потиснат. Зашто кај овенот гневот веднаш ќе го видите. Овенот нема мирување. Да. Му направиш нешто, се соочила некоја потешкотија, дошол некој конфликт, одма ќе го изреагира. И лавот е добро да изреагира. Тие се знаци кај што не можат нештата ги чуваат длабоко во себе си. Бикот ги чува во себе си и ништо не прави. Ги чува, ги потиска, еден ден излегуваат на површината. Излегуваат како голем вид на бес, Товар. на лутина, на конфликтност. И тогаш некој партнер или некоја блиска личност ќе рече, види што носел во себе, а ја не сум знаел. Дека гледај како изреагира, кој го очекуваше таков вид на емоционална реакција. Затоа и наполнена емоции, не дека немаат чувства. Имаат, ама некојаш ги потискаат. Да. Иако се малку поемотивни во однос на девиците и јарците. Девицата и јарецот се строго со рациото. Девицата е работа, сигурност да не дојде некоја болест, да бидам со материјална каква таква реализираност. Јарец да напредува во кариерата, да постигне нешто, да се воздигне, да се спаси од опасност од немаштија или опасност од недостиг. А кај бикот мора да има хедонизам. Затоа гледате, убавата храна, Да. љубовта, страста, допирот, поврзаноста, но и тоа што го кажав. Кој е мојот систем на вредности? Тоа е прашање за сите зодијачки знаци. Има зодијачки знаци кои се изгубили себе си во концептот на систем на вредности. Да. Не знаат кои им се вредностите, ниту своите, ниту знаат да ги препознаат надвор од себе си. Еве да не кажувам кои знаци имаат проблем. Затоа има таа книга Астролошки записи, во која може детално да прочитаат. Таму се објаснети сите елементи како зодијачки знак да дојде до самовредноста. Значи гледате, доаѓаме до самовредност. Многу битна за овен, за да не биде опасен за другите. Многу битна за лав, за да се поткрени себе си, се сака себе си, за да може да функционира во сооднос со другите. Ако лавот не се сака себе си, како ќе ги сака другите? Многу битно за девица, за да се справи со стравовите. Многу битно за вагата, за да најде равнотежа, една балансираност, за да препознае љубовта, за да нема една колебливост, за да нема несигурност. Значи, самовредност. Самовредност најбитна за бик. Да. Зашто подоцна, ако направат некои лоши потези, ќе имаат проблем со грижа на совест, чувство на вина. И може понекогаш да компензираат, демек не сум јас виновна, другите се виновни, се тоа таква ми е судбината. Не, кај нив паѓа товарот, што се вели во раце. Им следи кармата. Зашто и кармата е многу опасна работа. Кармата кај секој зодијачки знак различно влие. Да. Кај бикот многу силно влие. Што бикот нели го владее полето на вредности. Какви ми се вредностите, кон какви вредности одам. Ги запоставам вредности, следи кармата. Затоа се вика на еврејската поговорка. Да имаш, па да немаш. Најстрашно, тоа ги погаѓа биковите. Значи да имаш, да поседуваш, да акумулираш, да создаваш, или да градиш, или да биде со некого и на крај да немаш. Да. Имаат партнерство, имаат љубов, имаат брак, имаат каква таква сигурност, на крај ризикуваат, беснеат, влезат во непознати води, на крај пропаѓаат. Им доаѓа кармата. Пропаѓаат физички, енергетски не зрачат, пропаѓаат, што се вели, и низ призма на идејата на духот на визијата, им опаѓа целта. И затоа многу битниот аспект е како бикот се гради себе си низ призма на самовредност. Да. Не треба некој друг да ми ја каже самовредноста. Јас сум тој кој што треба самиот на себе си да си ја каже. И во овој поглед, ете, самите видовте какви се личности и родени во знакот на бик, ете и Боно Вокс, и тој роден, Енрике Карузо, еден голем тенор пејач,
оперски пејач, се смета дека е роден во знакот на бик. Како што кажав, ете Ела Фицџералд, значи родена во знакот на бик, значи они што треба да прават? Да ги препознаат своите вредности, да ги градат своите вредности, да знаат дека неретко хедонизмот, ниските страсти, храната, зависноста, несигурноста, материјалноста може да ги загрозат. Да. Значи, ништо премногу се вика. Тоа било лозук во антиката. Ништо премногу. Премногу храна не е добро. Премалку храна не е добро. Да. Цела улежаност не е добра. Нон-стоп трчање, шетање, презаморување не е добро. Не е тоа близнаци. Урамнотеженост, баланс, средина, сигурност. Исто така, од пејачите може да го напоменеме и Стиви Вондер, од убавиците Ума Турман, и како што рековте дека бикот, родените во знакот на бик работат со рацете, исто тука може да го напоменеме и тенисерот Карлос Алкарас, исто така и тој е бик. Исто така, професоре, сакам да напоменам дека во еден од најголемите мудреци во кинеската филозофија, Лао Це, исто така е прикажан постојано како јава на бик. Тој е символот и кај него тоа е на некој начин можеби приказ дека ги има совладано страстите, својата ниска природа и така натаму. Тој постојано е така прикажан исто така. Па тоа е ерата на бикот, тој живеел во ерата на бикот. И дека ги превладувал тие работи, и дека живеел слободно, он бил поврзан со природата. Ако е некој зодијачки знак треба да биде поврзан со природата, со шумата, со зеленилото, тоа е бикот. Затоа им препорачавме градинарство, обработување на земјиште. И они се ептен ориентирани кон тоа, би рекол, натуралното. Значи, тоа во себе го носа. Значи, само треба верни на својата природа. И некој еве и Ѓорđe Балашовиќ роден знакот на бик. Значи, многу харизматичен. Еве Северина. Гледате како и имаат бикови со таа некоја женственост, ајде да речам, некоја ориентираност, таа страста да им преовладува. Зоран Радмиловиќ, еден голем српски актер, роден во знакот на бик. Значи, како таков. Многу бикови, харизматични бикови. Бикови со диаметрална спротивност. Бикови ориентирани кон хумани високи вредности и бикови склони кон опасни патишта. Патишта кои може да бидат закана за другите. Бикот сака да се надправора со некои други, сака да ги владее некои други. Сака да биде подобар од некои други, сака да биде попаметот од некои други. Ама има некои други кои малку се поподготвени од биковите и некојаш биковите настрадуваат во нивната борба да бидат попаметни, поубави, поуспешни, подоминанти на другите. Значи тоа да не го прават, да се смират себе си, да се препознаат. Тоа важи за негативно определените бикови. Позитивно определените бикови, самосвесните бикови, тие се прекрасни бикови. Тие се со повисока духовна било каква димензија. Тие се естетични и знаете како се вели. Калокогатија. Да. Убава душа, убаво тело. Значи, убавото тело е производ на убавата душа. Кога бикот инклинира кон убавата душа, кон натрешната урамнотеженост, кон среќето со самиот себе си, тогаш тој зрачи и овозможува среќа на другите. И автоматски тој прекрасно изгледа. Благодарам, професоре. За самиот крај, само да прочитаме од книгата Астролошки записи на професорот доктор Зоран Крстевски, кои градови и држави се најдобри да ги поседи хороскопскиот знак на бик. Вели бик од држави: Ирска, Аргентина, Шведска, Финска, Кипар, Иран, Холандија и Египет. Како најидеален представник на овој знак, бидејќи во ерата на бикот 4000-2000 година пред нашата ера, таа земја била главен представник на таа ера во која владеело материјалното и догматското, што е главна одлика на овој зодијачки знак. Градови под доминација на бикот се Даблин, Торино, Парма, Цирих, Лајпциг, Палермо, Нант, Чикаго, Буенос Ариес, Каиро, Женева и други. Професор, исто така за самиот крај, некоја кратка порака доколку може за родените во знакот на бик. Да. Па пораката за бикот е да веруваат во себе си, да итаат кон она што духовно ги подига, да разберат дека љубовта е клучната цел во животот и да која немаат љубовта, тогаш венеат. Значи, љубов кон себе, љубов кон се она што ги гради, ги потикнува и љубов кон животот. Автоматски тогаш и нештата ќе им се отвараат и ќе можат повеќе да напредуваат и да се чувствуваат мирно и хармонично со самите себе. Благодарам, професоре. Драги гледачи,
Тоа беше емисијата посветена за хороскопскиот знак Бик. За самиот крај стиснете лайк, subscribe и претплатете се на каналот и дадете свој коментар. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во следна прилика. Пријатно.